Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. ФИФА одлучи светското првенство во 2026 година ќе се игра во нов формат со 48 репрезентации. Европа ќе добија само 16 места, Африка доби 9 места, Азија 8, Северна Америка, Централна Америка, Кариби добија 6, Јужна Америка исто така 6 и Океанија само 1 место. Преостанатите 2 места се резервирани за домаќинот, односно за победникот на плейоф турнирот, на кој со исклучок на УЕФА ќе учествуваат представници од сите континентални федерации. Конечната одлука ќе биде донесена на 9 мај на седницата на Советот на ФИФА. Роџер Федерер и Ник Киргиос ќе сочинуваат втората полуфинална двојка на тенискиот мастерс турнир 1000 што се игра во Мајами. Федерер по голема борба која траеше 2 часа го победи Бердик со 2-1 во сетови 6-2, 3-6 и 7-6. Бердик имаше 2 меч топки против Федерер, но не успе да го добие мечот. Бердик против Федерер успе да добие сет по пауза од 3 години. Во дуелот на младите звезди на светскиот тенис Ник Киргиос во последното четвртфинале го совлада Александар Зверев. Австралиецот по 2 часа и 36 минути игра по голема борба победи со 6-4, 6-7 и 6-3. Федерер и Киргиос беа четвртфиналисти на мастерсот во Индиан Велс, но Киргиос му го предаде мечот на швейцарецот кој без борба мина во следната фаза. Денеска мастерсот во Мајами ќе го добие првиот финалист. Надал ќе игра против Фонини. Во кошаркарската Евролига се играат последните неколку кола до крајот на регуларниот дел од сезоната. Тимовите на Дарушафак и Црвена звезда ќе се борат за последното 8 место кое води во четвртфиналето. Дарушафака во драматичен меч славеше во Германија ке Бамберг со 99-97 во рамките на 29-то коло. Домаќинот неколку пати имаше предност од 14 поени, но во последната четвртина гостите на кратко го презедоа водството, но Бамберг во последната минута влезе со предност од 5 поени. Дарушафака изравни на 84-84 со тројката на Морман, а последниот напад за Бамберг не го реализираше Милер. Истиот играч во продолжението не успе да погоди тројка за победа на Бамберг. Бонамейкер со 30 и Клейборн со 26 поени ја предводеа Дарушафака. Црвена звезда и Дарушафака во меѓусебен дуел кој се игра во Истанбул ќе решаваат за последниот патник во плейофот. Анадолу Ефес го победи Олимпијакос со 77-69 и стигна до 70-та победа во Евролигата. Олимпијакос е сигурен на третата позиција на табелата за Реал и ЦСКА Москва. Барселона и Макаби одигра во Блауграна, а до победата стигнаа каталонците со 76-71. Барселона ја забележа 12-та победа во сезоната, додека Макаби остана на 10. Денеска 29-то коло ќе се комплетира со дуелите Црвена звезда Уникс Казан, Галатасарай Басконија, Жалгирис Армани Милано, Панатенаикос ЦСКА Москва и во дербито Реал Мадрид Фенербахче. Само 5 средби се одигра во NBA лигата. Тимот на Чикаго го победи Клирент со 99-93 и само ја продлабочи кризата на шампионот, кој го загуби првото место на истокот. За Клирент ова беше трет по распоред. Клучен момент за триумфот на Булси беше третата четвртина, кога и покри негативот од 9 поени на полувремето, направи целосен пресврт и четвртината ја доби со плюс 16. Клирент се обида да се врати, но не успеа. Чикаго го предводеше Миротич со 28 поени 10 скока, а Батлер дополни 25 коша. Джеймс постигна 26 поени 10 скока. Леброн на вечната листа на најдобрите стрелци во NBA лигата го минаше Кил Онил. Портланд славеше уште една победа, овој пат над Хјустон со 117-107. Нуркич беше најдобар играч на Портланд со 19 поени 11 скока. Минесота ги победи Лейкерси со 119-104. Рики Рубио даде 33 поени 10 асистенции и 5 скока. Карл Антони Таунс даде 32 поени 9 скока, а Ендрю Винг 27 поени. Кај Лейкерси Джордан Кларксон уфрли 18 поени, додека Тарик Блек 15 коша. За вечера предвидени се голем број средби во NBA лигата, вкупно 13. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.